Активно се работи на проект за поврзување на домашни и странски компании од автомобилската индустрија, со што ќе се обезбеди повеќе работа и за домашните фирми, рече во интервју за Гласот на Америка министерот за финансии Драган Тевдовски. Тој заедно со гувернерот на Народната банка Димитар Богов ја предводи делегацијата која учествува на годишните средби на ММФ и Светска банка во Вашингтон. Многу важно е што и наш приоритет е да работиме на поврзување на домашните компании со странските инвеститори. Тоа сериозно отсуствуваше изминатите години, истакна Тевдовски. Тоа што го слушнавме денеска зрачи со оптимизам и тоа е добро бидејќи во изминатите години повеќе најавите беа или очекувањата беа повеќе песимистички, се зборуваше за по некои проблематични сценарија. Сега за Македонија е тоа многу важно, бидејќи ние сме мала и отворена економија, која што трговијата која што сме зависни од што се случува надвор. Например, 70% од нашиот извоз оди во Европската унија, 47% во Германија, така да тоа е важно за Македонија и значи дека и Македонија ќе има шанси да го зголемува својот економски раст. Политичката нестабилност го забави растот, сепак креаторите на политиките очекуваат дека ќе има стабилизација на економската активност. Министерството за финанси имаше најконзервативна практично проекција на економскиот раст. Ако гледате што станува проекциите на релевантни институции како ММФ, за до година практично се совпаѓаат со тоа што Министерството за финанси има, тоа е раст повисок од 3%. Важно е дека македониската економија, очекувањата е дека ќе се закрепне и дека ќе почне да се движи напред. Ние во моментов силно сме посветени на реформи, на реформски процес. Исто така приоритет на владата се и евро и атлантските интеграции. Мислиме дека тие работи на среден рок ќе го интензивираат растот и дека ќе може да се обезбеди раст кој што ќе биде и повисок. Во рамки на годишните средби, македонската делегација одржа низа средби со представници на Светска банка, ММФ и ЦЕП, како заменик председателот на Светска банка Сирил Милер, директорот на Светска банка за Западен Балкан Линда Ван Гелдер, директорот за Европа на ММФ Пол Томсон и други.